Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе поразговараме во согласно со ситуацијата која што гледаме моментално на пазарот, за тоа каде се наоѓаме, колку блиску прилика би биле до евентуално дно, како и ќе ги погледнеме повторно на индикатори за кои што разговаравме дека досега ни покажувале каде е дното на пазарот. Ќе видиме колку од нив се исполнети, ќе видиме дали оние два кои што ни фалеа, односно индексот на инфлација и вредноста на доларот се потврдени и што моментално се случува на пазарот, како и ќе погледнеме моментално најбитните случувања кои што ги очекуваме во следниот месец, заедно со ноемврискиот midterm election во Америка, кои што ќе повторам уште еднаш, за жал, знам дека многу од вас имате голема обивност кон Америка, верувајте ми, јас сум прв и најголем противник на Америка, но за жал моментално целата светска економија е диктирана од доларот. Може да видите највеќе по тоа што еврото и фунтата моментално се еврото негде дури и под доларот, фунтата е скоро еднаква на вредноста на доларот. Значи тоа треба да ви каже дека сакале ние или не, економијата значи на некој начин не гледа предрасуди. Економијата функционира во однос на тоа што се случува на пазарот. Така да ние сакале или не мораме да се прилагодиме, затоа што не можеме да тргуваме пристрасно, мораме да тргуваме според тоа што се случува на пазарот и според тоа како моментално ни се показателите на техничката анализа, значи ни покажуваат што уствари очекуваме и што понатаму да правиме. Значи ово е делот со фундаменталната анализа кој што ќе го покриеме, додека исто така во исто време ќе поминеме и преку оние 6 основни точки за дното на биткоин цената, како и кратка анализа на вредноста на доларот, затоа што моментално, верувале или не, сакале или не, вредноста на доларот е она која што ја диктира целосната ситуација на економијата во светот. Сакале или не, тоа е веројатноста и тоа е реалноста. Сега, за почеток, значи, пред да продолжам со онаа фундаментална анализа за што очекуваме и што понатаму, прво да видиме каде се наоѓаме во однос на оние досегашни индикатори кои што очекуваме да се исполнат со цел да утврдиме биткоин дно, кое што е многу битно. Значи, многу е голема веројатноста дека нема да успееме точно да го утврдиме, но овие индикатори ни кажуваат што поблиску се наоѓаме до него, што значи нас како инвеститори ни покажуваат колку е по-добро и колку е поблиску до најниската цена евентуално постигната во овој bear market. Значи, повторно, техничката анализа не мора секогаш да ви даде 100% на сигурност, но веројатноста која што ви ја дава треба да ви помогне во тоа да одлучувате колку и кога да инвестирате и колку и кога да повлечете за цениот профит. Така да фокусирајте се на тој дел. Сето она што го разговараме, сето она што го покажуваме, фокусирајте се да го искористите максимално во однос на веројатноста која што вас ви ја нуди техничката анализа која што вие ја правите за самите себе си. Сега, за почеток, значи ќе ги спомнеме уште еднаш, тоа се 200 и 300 неделната средна вредност, која што е покажана на овој чарт, да видиме каде се наоѓаме во истите, значи допирање на 200 и 300 неделната вредност досега во 3 наврати ни покажува дека сме го допрале дното. Тоа е, значи, првиот индикатор, вториот ни е инфлацијата на долар, фактички инфлацијата во Америка да има свое заоблување, затоа што моментално инфлацијата е многу високо ниво и треба да имаме званично и потврдено заоблување и пат на истата пред да очекуваме дека ќе имаме било каков тип на раст на оние средства кои што се ризични на пазарот, како што се суровини, како што се акции, како што се во случајов криптовалути и слично. Следно е доларот на неговата вредност да има потврден пат, кое што знаеме и сами далеку сме од тоа, значи може да видиме дека ситуацијата е сосема обратна и имаме уште неколку, како што например да ни покаже на дневно и месечно ниво хајке наши свеките пресврт, односно значи да имаме обратно вртење на бранот кој што во хајке наши е многу тежок и кога ќе се случи истиот трае многу подолго за разлика од стандардните свеки. Значи оние кои што ги гледаат нашите видеа до сега знаат точно што зборувам, оние кои што не сега ќе погледнат кога ќе стасаме до тој степен. Потоа најчесто 5-6 свеки од годинскиот канал представува дното, кој што во оваа ситуација веќе го поминавме, што значи дека овој индикатор иако го поминавме, се уште не можеме да кажеме дека поради истиот се наоѓаме на дното, затоа што ова е досега индикатор кој што ни го покажува тоа, но гледате, значи не секогаш се исто, затоа имаме повеќе индикатори, никогаш не може да се водите од еден.
како и oversold на RSI, сток RSI и пресврт на MACD на дневно и месечно ниво. Ќе почнеме поред, значи прво ќе разговараме за 200 и 300 неделната вредност, а тоа се вредностите на неделно ниво, на средната вредност на биткоин, на 4MA. Значи во оваа ситуација на 4MA индикаторот, каде што можеме да видиме дека она што го потврдивме неколку видеа наназад, значи гледаме дека моментално самите 4MA помеѓу 200 и 300 неделната вредност представуваат своевидно поле на акумулација. Значи, никој не го оспорува фактот дека тоа може и да продолжи. Со оглед на фактот дека во досегашната историја, секогаш кога цената ја допирала 200 неделната средна вредност, била блиску или на самото дно, со тоа што имаме само еден случај во кој што претходно успеала да го допре и 300 неделната средна вредност, како во оваа ситуација, тоа беше во bear маркетот 2017-2018, кога беше апсолутно до дно на вториот пат на пазарот и неговиот почеток на bull маркетот, како и во 2014 и 15, каде што, ако се сеќавате, значи за ова разговаравме, ако го продолжиме фактички, ако ја продолжиме самата вредност на 200 неделната линија, гледаме дека истата буквално одговара точно со дното на самиот bear маркет во оваа ситуација. Значи гледаме дека 200 и 300 неделната средна вредност на биткоин постојано ни покажуваат кога се наоѓаме на самото дно или блиску до самото дно, што и во оваа ситуација не го оспорува фактот дека можеби е вистина, затоа што 200 и 300 неделната вредност постојано се движат нагоре постепено. Што значи дека ако успее цената да се задржи во овој период од 20 до 18.000, голема е веројатноста дека со нивното постепено оддигање нагоре, како што можеме да видиме, значи истите ќе ја продолжат своевидно, значи ја гледате, ова е 300 неделната, ова е 200 неделната. Значи ако се движи во ова поле, многу е голема веројатност дека 300 неделната средна вредност ќе ја задржи оваа цена и ќе продолжи да ја движи нагоре, затоа што 300 неделната вредност досега никогаш не била пробиена, само еднаш била допрена. И можеме да очекуваме многу силна поддршка на цената ако имаме следен пат. Значи затоа за 300 неделната средна вредност мораме да видиме што ќе се случи кога ќе ја допреме, затоа што тоа се случило само еднаш досега и кога тоа се случило сме имале апсолутен bull маркет. Значи одма после тоа настанува bull маркетот до 2020-2021. Со значи и овдека бевме блиску, но не успеавме да допреме, затоа мораме да видиме што ќе се случи. Значи поентата што е? Ако успееме да се држиме во ова ниво и понатаму и да го поминеме овој период на bear маркет, негде до мај 2023 година, што е мала веројатност, значи самите 200 и 300 неделна вредност ќе ја донесат цената постепено нагоре, затоа што како што можеме да видиме истите се постојано во нагорен тек, затоа што досега званично bear маркетите на криптовалутите се генерално доста мали. Значи тоа е првиот индикатор кој што досега како што можеме да видиме 200 неделната е допрено, но 300 се уште не сме го допреле. Да се вратиме на вториот ни е индексот на инфлација да биде во потврден пат. Сега, во однос на индексот на инфлација мораме да разбереме оно што го разговаравме претходно. Имаме два типа на инфлација. Првиот тип на инфлација ни е генералната CPI инфлација, која што иако е во пат, значи гледаме дека е во пат од 9,1 на 8,5, 8,5 на 8,3 е во пат, не е во потврден пат затоа што значи мораме да видиме големи придвижувања од типот на 9,1 кон 8,5. Барем 0,5 за да можеме да рачунаме дека навистина е во потврден пат, затоа што очекуваната инфлација која што треба да биде исполнета од страна на ФЕД, значи докаде што се обидуваат да ја вратат е 2%. Што значи дека не видиме масивен пат на инфлацијата од месец на месец, барем во 0,5% неколку пати, не можеме да очекуваме дека имаме солиден пат на инфлацијата и истиот не е доволен. Од друга страна, мораме да го запазиме овој момент, затоа што ако се сеќавате, досега веќе почнуваме да воведуваме и нови чартови, нови индикатори, сето ова е многу битно и затоа го правиме постепено. Кор инфлацијата, за разлика од CPI инфлацијата, кој што ги содржи сите добра услуги и суровини во Америка, е значи инфлација пресметана без цените на храната и без цените на горивата. Што значи, кога ќе ги тргнеме овие два ресурси кои што се значи волатилните ресурси на пазарот, гледаме дека имаме сосема друга слика. Значи овдека досега сме имале пат, а сега имаме раст. Значи ако можеме да погледнеме, гледајте овде. Значи ние сме имале раст до јуни, каде што во оваа ситуација ние практично во јуни сме биле некаде на дното. Значи гледајте, 5,9 сме биле на самото дно.
од кор инфлацијата без храна и без горива. И овдека веќе сме трнале нагоре кога обратно се случува заедно со горива и храна, значи гледате колку е голема она волатилност која што ја внесуваат храната и горивата на пазарот, што се изразува во разликата помеѓу индексот без и со нив. Што значи дека самиот индекс на инфлација почнува да расте, за жал, кор инфлацијата, додека Федералната резерва многу повеќе веродостојност му дава на овој индекс, затоа што истиот е многу по неволатилен од овој индекс, каде што ги имаме храната и горивата, и поради оваа причина гледаме дека Федералната резерва има уште поголема причина да ги зголемува rate hikes, односно каматните ставки, и на тој начин да ја зголемува вредноста на доларот со цел да ја намали кор инфлацијата. Значи, они ја гледаат оваа стапка, да, но и самите, ако се слушале на нивните интервју, они постојано говорат највеќе за кор инфлацијата, каде што имавме зголемување 0,4% од јули во август. Затоа и истите кажуваат дека можеби следниот месец ќе имаме дури и поголем рейт хајк. Сега, каде е уствари овдека проблемот? Додека не утврдиме врв на инфлацијата и нејзин пат, не можеме да очекуваме никаков раст на останатата економија. А за да покажеме како тоа точно изгледа, значи еве сега ќе ви покажам како изгледа со генералната економија. Значи SPY индексот е еден од најстарите индекси во маркетите и сега моментално ќе го додадеме SPY индексот. Со тоа што кога го додавате SPY индексот, SPY, значи додавајте го со New Price Scale за да може соодветно да го споредите со самата инфлација. Значи, секогаш кога сме имале намалување на инфлацијата, еве чисто да ви покажам, значи кога ќе се вратиме наназад, ќе се вратиме во претходниот таков период кога сме имале максимална инфлација, а тоа е во 70-тите. За жал, нели го немаме од тој период, го имаме од 93-та. Значи иако е еден на старите, се уште го немаме во толкав обем, но еве, вака ќе го споредиме, значи ќе го споредиме во она што моментално го имаме и ќе видиме што се случува. Значи, ако ги погледнеме бул маркетите, значи да ги погледнеме нивните движења за разлика од самата инфлација. Значи што можеме да заклучиме? Во моментот кога инфлацијата се симнала надолу, почна следниот бул маркет. Значи имаме почнување на бул маркетот дури кога инфлацијата се стабилизирала околу 2% каде што Федералната резерва ја очекува. Што значи дека и во овој сегмент сме имале rate hikes. Следно, исто и овде, имаме масивен раст на инфлацијата до 5,5%. Дури кога инфлацијата се симнала надолу, во дури под нулата во оваа ситуација, значи дури во тој момент имаме почеток на овој масивен следен бул маркет. Значи гледате, самиот индекс ви покажува дека без симнување на инфлацијата од ова големо ниво не можеме да очекуваме следен раст. Што значи дека мораме да намалиме инфлацијата. Гледаме дека пазарите паѓаат поради тоа што е висока инфлацијата. Мораме да намалиме инфлацијата, значи гледате, два пати досега е прост пример. Инфлацијата се симнала за да имаме почеток на следен бул маркет. Инфлацијата се симнала за да имаме почеток на следен бул маркет. Што значи дека мораме да добиеме солидна корекција и навистина инфлацијата да падне барем до некои 4% пред да можеме да разговараме за следен бул маркет на традиционалните, а и на нормално криптовалутите, затоа што за жал тие се корелираат едни со други, значи се на некој начин паралелни. Сега, ќе го споредиме сега исто така и доларот на индексот, затоа што за жал овие исто така одат рака под рака. Можеби не постојано, но во оваа ситуација да. Зошто е тоа така? Значи, со кревањето на цената на доларот на индексот, со рейт хајксот, моментално Федералната резерва се обидува да го заобли овој индекс и да го врати надолу. Зошто? Затоа што нивното принтање на пари во текот на пандемијата од 2019 до 2020 година, каде што успеа да испринтаат исто толкова количина на пари од моментот кога почнале да се принтаат пари и укинување на златната резерва од 70-тите наваке, што значи дека во оваа ситуација имате масивен прилив на долари, што ја дига и нивната инфлација. А сега моментално истите со каматните стапки ги повлекуваат доларите назад, сме кажале милион пати како тоа се прави, може да погледнете тоа во нашите претходни видеа. Значи кога го повлекуваат тој масивен обем на долари, се помалку долари остануваат на пазарот, а знаеме и сами колку помалку одредено нешто е на пазарот, толку повисока е неговата вредност. Сега, да се вратиме на доларот, да видиме што се случува со него и ќе направиме корелација со биткоин цената. Значи моментално доларот се наоѓа во макротренд, тоа го знаеме и сами. Истиот излезе од овој масивен триаголник кој што го имаше формирано и моментално се наоѓа во овој канал во кој што се движи уште од почетокот на неговата историја. Значи гледаме дека се движи уште од 70-тите
па наваке, значи укинување на златната резерва, се движи во овој масивен канал. И гледаме дека секогаш кога успеат, нели, со исклучок на оваа масивна инфлација која што е имал од 70 до 80 години, кога истите рейт хајсови ги прават сега, моментално ги правеле и тогаш. Значи, еве, гледате, ова е она што во претходни пат го објаснувавме кога разговаравме за овој индикатор. Значи, со исклучок на овој бран, каде што исто така сме имале неконтролирана инфлација, гледаме дека цената за навистина се движела во долната и од горната граница на овој канал, но постојано се движи надолу. Сега, она што постојано го кажувам, значи јас навистина очекувам дека овој индекс со моменталната ситуација на пазарот и понатаму ќе продолжи да расте. Значи ќе продолжиме понатаму со фундаменталната анализа и ќе ви кажам зошто очекувам истиот да продолжи да расте. Значи со последниот рейт хајк истиот се качи на 113, 114. Значи јас го видов на 114 веќе качен и не сме имале ваква свеќе од 3% како што може да видите во долг временски период. Значи поентата што е? Моментално се повеќе и повеќе зема сила затоа што се повеќе и повеќе и самите поединци веруваат во силата на доларот, затоа што гледаме моментално дека еврото се наоѓа под доларот, гледаме дека фунтата само што не стигнала да биде исто колку и самиот долар што не се видело во последните 40 години. Значи ова е многу уникатна ситуација во која што јас навистина верувам дека доларот има голема шанса да стигне до оваа горна граница, каде што претходниот пат го успеал да го достигне сопствениот врв и да се врати надолу. Значи ова е тоа постигнување на масивен врв пред да имаме голема корекција, што ние неколку пати до сега сме го направиле. Гледате, 1-2 пати, што уствари е, значи ако ги споредите во оваа ситуација, значи самиот DXY, односно индексот на доларот и биткоин, значи може да погледнеме, повторно ќе го направиме исто. Значи ќе го додадеме биткоин чартот. Значи јас секогаш го користам биткоин на Binance, но оваа ситуација само биткоин USD чартот не е потребен, на Bitstamp затоа што е најстар, но повторно New Price Scale. Секогаш ставајте го за да може да го корелирате. Сега, гледате што се случи овде. Значи многу интересна работа е тоа што во секој момент кога самиот долар бил во пад, ние сме имале bull market. Значи просто пример, гледате овде. Значи она е тоа што постојано го кажам. И тоа овие падови на долар биле минимални. Значи ова е пад од 2017 до 2018, една година. Колку што и трае самиот bull market. Значи овој пад кореспондира со овој раст, односно пред вториот bull market за 2017 година. Претходниот, иако е доста мал, гледаме дека повторно кореспондира. Значи 2013 година сме имале пад на индексот на доларот, гледате, значи истиот паднал, за биткоин да го има овој раст овде, но нели, чартот е премногу мал затоа што станува збор за многу мала вредност, значи многу мал напредок. Истото и овде. Значи во моментот кога имаме пад на индексот за 2021 година, 2020 до 2021 имаме масивен раст на цената на биткоин. Значи гледате, кореспондираат перфектно со претходните корекции на доларот и бул маркетите на биткоин. Значи ова е начинот на кој што може во секое време да ги споредите чартовите, но секогаш користите New Price Scale, затоа што иначе нема да може да ги споредите вака. Значи едноставно нема да ви сега ќе ви покажам. Значи тоа е еден од проблемите кои што на пример јас кога почнав го среќавав, значи кога сакав да ги споредам, ако не одберам New Price Scale, гледате што се случува. Значи кога ќе го ставите, едноставно едниот го снемува за разлика од другиот и не може да ги споредите. Затоа поради оваа причина секогаш користите New Price Scale што и да сакате да споредите и може буквално се да споредите на овој начин. Значи не сум го правил ова досега затоа што како што ви кажав, се обидувам да го направам ова постепено, да не ве збунам премногу затоа што имаме многу индикатори, многу обемни анализи, затоа не сакам значи се да ставам во еден момент за да не на некој начин да не ве преплавам и да не се откажете од ваквата материја, затоа што ако ја следите постепено и сте го гледа нашиот курс, посебно оние први видеа, како и вториот сегмент каде што уште објаснуваме за некои напредни индикатори и формации, значи навистина ќе знаете за се што зборуваме досега и ќе се надградувате постепено. Би препорачал на сите оние кои што нови го гледаат нашиот канал да се вратат, затоа и имаме таа материја. Сега, да се вратиме на самиот долар. Значи гледате дека кореспондира секој пат со бул маркетите кои што досега ги имал биткоин. Сега, замислете кога, значи овие се мали падови. Значи затоа што сме имале мали корекции, нагоре сме имале мали корекции надоле. Значи овие падови на самиот долар индекс се оваа ситуација 15% и во втората ситуација каде што имаме 2021 се негде 13%. Замислете што ќе се случи кога биткоин ќе го допре ова макро врв кој ќе го успее да го направи. Значи гледате што се случило претходниот пат кога го успеа да го допре овој канал. Гледате. Имаме пат кој што не е 15%, значи имаме пат и тоа
гледайте го овој пат. Значи, постојан пат имаме, барем до првата корекција, која што е 24%. Ако ја земеме целата оваа корекција надолу, значи која што па на некој начин е без прекин, имаме повеќе од 30% корекција на вредноста на доларот до долната граница на овој канал, која што се случила после утврдувањето на локален топ. Сега, истата ситуација ќе се случи овде. Значи гледаме дека во момент јас верувам дека тоа ќе се случи кога ќе добиеме оваа црвена точка, но замислете дека за да се добие црвена точка потребно е да помине еден месец за истата да биде потврдена, како оваа ситуација, пред да имаме масивен пат. Гледате што се случи во претходните пати кога сме добиле црвена точка. Значи ова е точно моментот кога имаме корекција на доларот и почеток на бул маркетот. Точно моментот кога имаме корекција на доларот и почеток на бул маркетот. Она што моментално го чекам, за да знам дека сме го добиле врвот, е истото моментално кое што сме го добиле во овие две ситуации. И тоа моментално ја мислам дека ќе се случи наскоро, не можам да кажам кога, зошто? Затоа што замислете на месечно ниво, ние сме во RSI на вредност од 82, што RSI 100 и тоа веќе од 20, значи гледате овде, од 20 октомври 2021 година сме на 100%. Значи имаме огромна екстензија на MACD во оваа ситуација на моментум, кој што во било кој момент треба да се заобри. Но тоа не мора да ќе биде сега. Значи оваа ситуација може да продолжи уште некое време. Затоа што се уште имаме rate hikes. И се додека не видиме корекција на инфлацијата, Федералната резерва и понатаму ќе воведува rate hikes. А што се случува кога имаме rate hikes, да се вратиме сега на неделно ниво? Со зголемување, тоест на дневно ниво би било најдобро, затоа што таму ги имаме точно определено и точно ги имаме да може да ги разгледаме. Значи, она што го разговараме последниот пат, имавме оваа огромна конструкција, огромна формација на bull flag, која што моментално се оствари, гледаме дека веќе е завршена, затоа истата ќе ја избришеме моментално, затоа што веќе истата е формирана и сега моментално ќе чекаме да видиме што е следното со кое што можеме да направиме анализа за самиот долар, што јас, например, веќе имам некои индиции. Значи, гледате дека првата цел е достигната, вредноста на долар се движи кон втората цел, која што оприлика кореспондира со горната граница на овој канал кој што очекуваме да го допреме. И гледате, значи, моментално имавме, гледате колку обиди за повторно цената на доларниот индекс да се врати во овој канал. Овој канал, како што можеме да видиме, го почитувавме долго време. Значи, уште од 19 мај 2022 година, гледате, до јули, значи, скоро 3 месеци цели сме го почитувале овој канал за цената да се коригира под него, да направи неколку корекции из обид за да се врати во него и конечно да успее да се врати. Со тоа што ако се вратиме на уште помало, гледате овде, значи ако се вратиме на уште помало временска зона, можеме да видиме дека точно се приближува негде горе пред горната граница, пред да почне да се коригира надолу. Јас верувам дека ќе имаме ритест на долната граница наскоро, затоа што мораме да добиеме ритест, значи ништо не се движи само нагоре, а моменталната сила која што ја доби во претходниот rate hike, гледаме дека постепено се намалува, иако гледате, значи во претходниот rate hike имаме 1 2 3 дена само нагоре движење на цената на доларот, што е, значи, сосема спротивно од претходните неколку rate hikes, каде што прво имаме движење на цената надолу, за потоа да имаме масивно движење на цената нагоре. Но гледате, значи, секое движење на било кој аспект, на било кој добро се движи и нагоре и надолу, секогаш имаме корекции. А овде кај јас мислам дека веќе е редно да добиеме корекции, што може да ги олабави останатите пазари, но тоа не значи дека долго ќе трае. Зошто го кажувам? Значи, денеска е 27 септември. Сега, ќе се вратиме на фундаменталната анализа, запамтете го ова, ќе се вратиме на доларниот индекс и ќе видиме кои се следните индикатори кои што можеме навистина, значи, она што сум го видел до сега од фундаменталната анализа, не можеме да очекуваме олабавување на пазарите во догледно време. Што значи дека бер маркетот ќе продолжи, што значи дека цените понатаму ќе продолжат да паѓаат, но не очекувајте да паднат преку ноќ. Она што го гледав, например, последниот пат кога чекавме да се одлучи за rate hike-от, беше коментари од типот сега ќе падне 15%, сега ќе падне 20%, не. Значи пазарите така не паѓаат. Тоа е многу ретко и се случува посебно кога имаме некои такви Black Swan евенти како што беше самата корона криза или војна, значи без таков тип на Black Swan евенти, односно црн лебед, така се нарекуваат во тргувањето, значи без таков тип на евенти многу ретко се случува таков тип на пад. Значи најчесто навистина има некоја длабока причина поради која што таквите падови се случуваат. Сега, значи она што моментално го споредивме е дека
Падот на доларот секогаш кореспондира со корекција на биткоин нагоре, додека масивен пад на доларот, значи она што го видовме во споредбата на чартовите, ни кореспондира со следните бул маркети. А ние сме многу далеко од следниот бул маркет, значи тоа мора да го запамтите. Ние мораме да поминеме преку уште една година барем за да стигнеме до нели, пак не една година, да речем се 7 месеци до мај, каде што во мај веќе една година пред халвингот секогаш се очекува цените да продолжат да се движат нагоре. Значи не го кажувам ова јас фиктивно, ова е нешто што досега на пример сме го виделе во претходните сегменти. Еве чисто да ви покажам. Значи една година пред халвингот во оваа ситуација само треба да ги погледнам халвинзите каде се точно. Значи ова е халвингот. Една година пред халвингот, значи од 9 март 2020 година, представува 9 март, значи 9 март 2019 година. Значи гледайте, од халвингот цената почнала да се движи само нагоре. Иако имаме оваа корекција, ова знаете и вие што е и сами, нели? Тоа е почетокот на корона кризата, но она што сакам да го кажем е, гледайте, една година пред халвингот имаме движење на цените нагоре. Да погледнеме претходно. Значи овдека, во 2017 година, халвингот се случил на 5 декември 2016 година. Но, ако се вратиме назад една година, од 5 декември 2016 година, значи можеби не се точни затоа што се на недално ниво, но се случил во декември. Сега да не навлегуваме во точниот датум, не е битен. Значи, 12 декември 2016, оприлика, така. Да се вратиме во 2015 да видиме што се случило во декември. Гледайте. Значи од една година пред халвингот цените почнуваат да се движат нагоре и не престануваат и после халвингот се движат само нагоре. Значи тоа е она што ви го кажувам дека пред мај 2023 година јас не очекувам значи барем уште неколку месеци сигурно ќе трае пред да утврдиме дно, пред да бидеме сигурни дека навистина се наоѓаме на најдлабоката цена која што може биткоин да достигне, а ова е само доколку немаме Black Swan event. Ви кажав, секој тип на Black Swan евенти од типот на нова војна, нов вирус, нова економска криза, нов скандал, значи тие се тие работи кои што може уште толку да го бутна пазарот надолу. До сега неколку пати сме го виделе тоа со значи најсвежи примери. Самата Тера Луна го бутна масивно пазарот надолу. Е овој дел. Предвидувањето на Илон Маск дека нема повеќе да се купува Тесла со биткоин е овој дел овде. Што значи дека таков тип на Black Swan евенти за одреден пазар или за целосната економија го буткаат и повеќе пазарот надолу и тие не може да биде предвидени. Но можеме да го предвидиме генералниот тек на економската ситуација, што е најбитно во оваа ситуација. Затоа сме инвеститори, затоа не сме трговци. Сега, кај ке наши свеките на месечно и дневно ниво, значи тоа ќе го промениме на овој чарт, затоа што е малку по-релаксиран, можеме поедноставно да ги видиме. На неделно ниво имавме мала корекција, оно што го кажавме, но рековме дека не мора веднаш да значи дека ќе се придвижи цената нагоре, што и се случи. И имавме значи доколку сте следили нашите претходни анализи, кај ке наши свеките секогаш прават пресврт во моментот кога имаме свеќе на кое што имаме тело кое што е многу помало од неговите сенки, како во оваа ситуација исто така, и се случува придвижување на бранот на другата страна, но интересното во хајке наши свеките е тоа што кога имаме движење во една насока, како надолу на пример, скоро и да немаме сенки на горната страна. И обратно, кога имаме движење на бранот нагоре, скоро и да немаме сенки на долната страна. Затоа во моментот кога ќе добиеме ваква свеќа, станува збор за промена на трендот. А на неделно ниво ние ја добивме во оваа ситуација, но гледаме дека се уште не сме на макро тренд променети како во овој голем бран. Додека ако се придвижиме на месечно ниво, за жал, не сме ни блиску до промена на трендот, гледаме дека свеките се уште многу големи и се многу јаки кон долната страна, немаме ниту една сенка на горна страна. Значи, хајке наши гледаме дека на месечно ниво е многу далеку од било каков тип на пресврт, но секогаш пресвртот прво доаѓа на неделно ниво, а потоа се префрла на месечно ниво. Значи дека се уште сме рано и се уште сме под bull market support band-от, кој што исто така е на показателите. 5-6 свеќе од црвениот годински канал, ова веќе го покажавме неколку пати, но чисто еве за оние кои што следат. Значи од моментот кога годинскиот канал ќе се сврте црвен, имаме барем 5-6 свеќи пред утврдување на дното, кое што во случајов мислевме дека е потенцијално овде, но гледаме дека економијата тоа за жал го потврдува дека ќе имаме уште црвени денови пред нас. Значи тој во претходните два булрана помогна доста, затоа што секогаш околу 5-6 свеќи после годинскиот канал веќе го имавме утврдено дното, што не е ситуација во овој bear market. И на овој чарт исто така ќе ги погледнеме MACD, RSI и Stock RSI. Гледаме дека MACD има пресврт нагоре,
но онае што постојано го кажувам, значи како во оваа ситуација имаме пресврт и што се случува? Повторно пресврт надолу, значи ова го покажуваат и овие свеки. Значи, ако се сеќавате, рековме дека секогаш кога имаме промена на трендот или барем на краток рок, имаме промена на бојата кон светла нијанса и во оваа ситуација. Промена на бојата кон светла нијанса, иако моментално се уште имаме нагорно движење, доколку добиеме уште еден рейт хајк, јас сум уверен дека ќе имаме подлабоко движење на MACD надолу, додека ако погледнеме на месечно ниво, да не ве разочарам, но сме многу далеку од корекција. Значи, само момент. Значи, на месечно ниво гледаме дека сме во длабок пат. Значи, имаме само пат надолу, да видиме како овој месец ќе заврши, можеби ќе покаже светла свеќа, но јас, како што гледам, тешка работа тоа да се случи, иако има само 4 дена. Значи, еве да и погледнеме и RSI, сток RSI на месечно ниво, значи RSI моментално се наоѓа на вредност од 42, што е една од најниска вредност со претходните два бер маркети. Значи, дури дојдовме до вредност од 41, но знаеме и сами дека под 30 дури е продаден, што значи ќе имаме уште солиден, масивен простор за движење надолу евентуално, иако тоа досега не сме видели, тоа не значи дека нема да се случи. И гледаме дека сток RSI навистина се труди да се придвижи нагоре, но многу пати имаме корекција надолу, каде што значи овие падови кои се случуваат постојано го менуваат текот на сток RSI надолу, значи сток RSI е единствениот кој што е навистина oversold. Значи буквално е на нулата веќе долго време. На неделно ниво имаме придвижување нагоре, значи исто така и на неделно ниво, ова е најдлабоко што сме допреле до биткоин, ако го исклучиме она на почетокот, нели, кога само што започнал самиот биткоин, значи најдлабоко oversold сме биле на 25,5, што никогаш не се случило во историјата на биткоин, значи не до ова ниво, иако сме имале овдека пат, значи не до 25,5, што значи дека иако сме сега моментално во нормалниот, да речеме, долна граница на препродадено, се уште имаме, значи гледате, моментално е на 36, што значи ќе има уште оприлика 6 или 7 поени надолу за движење, доколку имаме повторна корекција, додека она што ме загрижува е сток RSI кој што се наоѓа на горната граница на препродадено, што значи дека доколку имаме пат, сток RSI е првиот показател кој што ни покажува дека навистина имаме простор за движење надолу после оваа наводна корекција според сток RSI. Значи ова е последниот индикатор кој што, нели, го имавме за да го утврдиме, да видиме дали истиот го има. Значи на месечно ниво ниту овој не се исполнети. На неделно ниво да, имаме корекции, но се уште сме далеку од потврдена корекција која што треба да се пренесе на месечно ниво. Овој моментално верувам дека можеме да го избришеме, иако нели ќе го оставам сега за сега, затоа што се уште не знаеме дали навистина сме утврдили дното, значи сето ова е анализа, ние мораме да видиме како макроекономијата ќе ни покаже каде се наоѓаме. Значи затоа овој ќе го оставиме сега за сега и најбитните два кои што се уште не сме го исполниле се инфлацијата и вредноста на доларот, кои што мораме да ги исполниме пред да разговараме за било каков тип на следен bull market, што значи уште еднаш ќе напоменам. Не заборавајте дека биткоин се наоѓа прв пат во ваков тип на корекција на доларот нагоре, затоа што како што се сеќавате оно што го споредим уште еднаш ќе се навратам назад, значи во овие моменти кога истиот се враќал, корекциите нагоре биле минимални. Еве, прост пример, да споредиме. Значи ова е во 2017, значи во самиот bull market значи bull market зборам на доларот, значи вредноста на доларот порасна за 17%. Додека во овој bull market вредноста на доларот од самото, да речем, дно на доларот, кој што поистоветува со топот на биткоин и на сите, нели, останати традиционални пазари, веќе е пораснат 28%, што 5% во долар вредноста на DXY е огромна разлика. Значи ние замислите цената на доларот пораснала 17% во претходниот bear market на доларот, а сега веќе е пораснала 28, скоро 29%. Што значи дека ние, значи гледайте колку пораснала вредноста на доларот, а биткоин се уште се држи, значи биткоин се уште не е комплетно капитулиран. Што значи овој последен дел од напредокот на биткоин, на доларот, сега ќе видиме. Значи може да се повтори истата ситуација како што се случило во 1970-те години, кога биле принудени и понатаму да продолжат со rate hikes,
да ја повишат цената на доларот со цел да ја намалат инфлацијата. Може и тоа да се случи, значи не можеме да знаеме затоа што ова се макроекономски работи кои што никој не може да ги предвиди. Но можеме да се припремиме за евентуалните исходи од нив. Што значи ние чекаме врв на на доларот за да можеме да утврдиме биткоин дно. Кога тоа ќе се случи останува да видиме и сами, но имаме некои показатели во следниот период. А тоа се. Значи, првенствено рековме дека самата Федерална резерва за одлучување на тоа кои ќе бидат следните и колку ќе биде следната стапка, на каматна стапка, одлучува со овие два извештаи. А тоа е првиот извештај, односно извештајот за колкава е вработеноста моментално во Америка, затоа што двете основни задачи на Федералната резерва се да ја регулира невработеноста и да ја регулира, да регулира количината на доларот на пазарот. Моментално количината на доларот на пазарот за жал избега од контрола и моментално ваква тип на инфлација не е видено во последните 40 години. Затоа моментално мора да го жртвува пазарот на вработеност со цел да ја врати инфлацијата на задоволително ниво. Со тоа што колку повеќе ги дигаат, значи како оди, затоа многу пати до сега сме објаснили, ќе обидам да се објасни само во неколку реченици со цел за оние кои што се нови на каналот да не заостануваат. Значи, кога се дигаат каматните стапки, тоа значи дека сето она што е испринтано од Федералната резерва и дадено на комерцијалните банки, моментално ќе има поголема камата по која што комерцијалните банки треба да го вратат назад на Федералната резерва. Со тоа, комерцијалните банки ги дигаат до сегашните камати за физичките и правните лица како и државите кои што сакаат да земат долари во сопствена, да позаимат долари, и на тој начин се поголеми и поголеми се каматите по кои што комерцијалните банки ги издаваат овие кредити на физички правни лица како и држави кога станува збор за монетарни фондови и слично. Со тоа што колку е поголема каматата, толку повеќе физичките правните лица па и државите се склони помалку да земаат кредити. Односно на тој начин прават рестрикција на економијата се намалува затоа што нормално дека вие во економска криза нема да се задолжувате, ќе гледате што може помалку да се задолжите со цел да помине економската криза и да се задолжите кога каматните стапки ќе се намалат. Затоа што Федералната резерва ќе ги намали каматните стапки по кои што ги позајмува сопствените пари, односно долари, на комерцијалните банки. Што значи, во оваа ситуација имаме намалување на економијата. А што значи намалување на економијата? Значи, ако економијата се намали, престанува да зема пари за да се зголемува, престанува да зема пари за иновации, на тој начин ќе мора да почне да отпушта луѓе. И кога ќе почне да отпушта луѓе, оваа стапка која што имавме од 14,5% во средината на ковид кризата се намали на скоро 4% што е историска вредност, значи една од најдобрите вредности на невработеност во Америка. Што значи дека со зголемување на Федералната резерва на нивните каматни стапки, ќе се зголемуваат кредитите и нивните каматни стапки на комерцијалните банки и ќе се намалува потрошувачката од компаниите. Што значи дека овој индикатор ќе почне да расте и невработеноста ќе почне да расте. Затоа што они моментално имаат рекордна намалена невработеност од под 4%. Значи, гледаме дека моментално невработеноста на Америка е во пред-ковид. Значи, ова е пред-ковид ерата. Што значи дека они успеале максимално да ги вратат вработените на работа, со тоа што сега имаат простор и понатаму да ја уништуваат економијата со цел да го зголемуваат цената на доларот, а да ја намалуваат самата инфлација со намалување на количината на доларот на пазарот, што значи дека ќе страда економијата, ќе страдат работните места, но инфлацијата ќе се намалува. Затоа што ако не го направат тоа, инфлацијата ќе излезе од контрола и тоа ќе станува збор за хиперинфлација. Проблемот е што се додека овој извештај е добар и додека оваа невработеност е негде околу 4 до дури 8%, ние зборуваме за Федерална резерва која што има одврзани раци и понатаму да продолжи да ги зголемува овие rate hikes, овие каматни стапки. И за жал, предходниот извештај кој што го добивме за месец август покажа дека се уште имаат многу добар простор за работа. Односно, нивната невработеност е само 3,7%. И со сите овие rate hikes до сега се зголемила само за 0,2%, затоа што предходната невработеност за јули беше 3,5%. Што значи дека овие rate hikes што ставаат и оваа намалена количина на долари на пазарот се уште не делува јако на
пазарот на невработеност. Затоа е многу битно за нас да ги следиме овие извештаи, затоа што Федералната резерва нема да се исплаши, нема да престане со нови каматни стапки и нема да почне да ги заоблува претходните воспоставени каматни стапки, се додека овој индекс не порасне значително. Значи мора да го пазиме ова. За жал, сакате ви или не, тоа е начинот на кој што моментално се следи економијата. Ова се најбитните чартови кои што мора да ги следите, затоа што овие чартови ги ни покажат кога навистина ќе бидеме на оној пресврт, кога цената на долар ќе почне да паѓа, кога самата инфлација ќе, да речем, ќе се намали на одредено ниво кое што е прифатливо и кога сите останати пазари, традиционални и криптопазари ќе почнат да се движат нагоре. За жал, тоа е вистината. Следниот ваков репорт моментално за октомври треба да го очекуваме на 4 ноември. Што значи дека на 4 ноември е првиот битен датум кој што мораме да го забележиме, кога ќе добиеме следен ваков employment, односно извештај за вработеност и треба да следиме кој е неговиот процент. Односно дали истиот расте, дали истиот се држи исто. Значи колку повеќе се држи под оваа зона на 4%, толку повеќе Федералната резерва и понатаму ќе продолжи дури и побрутално, со поголеми проценти да ја уништува економијата со цел да ја намали количината на доларот и да ја намали инфлацијата. Значи тоа да ви биде јасно. Затоа мораме да запазиме што ќе се случи прво на 4 ноември, за потоа да се придвижиме на следниот битен датум, односно 13 октомври, кога само момент. Не, извинете. Значи 7 октомври, да, прво треба да добиеме септември. Значи иста е ситуацијата, само што треба да чекаме овој извештај на 7 октомври за септември. Како што и треба да го чекаме на 13 октомври за инфлацијата CPI, но во исто време повторно ќе ја забележиме овој пат и самата кор инфлација, затоа што и исто и ова е многу битен момент. Затоа што многу луѓето беа изненадени. Зошто цените почнаа да паѓаат, зошто пазарот повторно имаше страф кога инфлацијата се намалува 0,2%. Но она е тоа што ви го кажав, кога имаме волку мал процент на намалување. Значи тоа за жал не знаете како ќе резултира на пазарот, затоа што е премногу мал процент, значи 0,2% е скоро и да не се поместил овој индекс, кога станува збор за 9%. Додека во исто време мораме да го следиме и овој индекс каде што 6,3%, односно 0,4% раст на кор инфлацијата е многу страшна работа, затоа што скоро па да се врати на претходниот all-time high во последните 20 години за 6,5% на кор инфлацијата на американското тло. Што значи мораме да ги пазиме овие два на 13 октомври и на 7 октомври, два извештаи кои што се исклучило битни за да видиме што ќе биде следната рейт хайк. Значи за жал ние знаеме дека ќе има следен рейт хайк, тоа веќе го најави од Федералната резерва, дури најави дека може да биде и многу побрутален со цел што побрзо да се заобли инфлацијата за да може да, нели, ја донесат во нормално ниво и да почнат да ја олабавуваат економијата, односно да почнат да принтаат повторно пари, затоа што единствениот инструмент на Федералната резерва за да ја намали вредноста на DXY индексот е повторно принтање на пари. А во оваа ситуација тоа не може да го направи и тоа е исто така уште еден од оние стравови кои што го има целиот свет, дека доколку тоа не го направи Федералната резерва, ќе имаме глобална капитулација на економијата што моментално се случува. Значи, еве прост пример. Доколку во оваа ситуација, значи што направив е уствари ја додадов британската фунта, чисто да ви покажам што моментално се случува на пазарот, значи GBP USD, значи секогаш new price scale. Гледате што се случува. Значи имаме масивен пад на фунтата, масивен пад. Гледате што се случува моментално. Значи индексот на фунтата е во огромен пад поради овој огромен раст на долар. Проблемот во оваа ситуација што е? Сите пазари моментално кои што ги гледаме, исто како и еврото, че еве да споредиме со еврото, ќе видите дека моментално се случува истото. Значи сите моментално во светот валути крварат поради ситуацијата моментално која што ја гледате. Значи масивен пад имаме. Сите валути освен нормално, значи само ова да го покажам, сите оние кои што зборуваат дека имаме успешно со санкциите, сакам да ви покажам една работа тука кратка. Ова е рублјата. Сите оние кои што ви кажуваат дека санкциите делуваат, еве чисто сакам да ги затворам устите, гледате што случува. Значи рублјата е во ист тек со доларот. Она што моментално сите го зборуваат дека санкциите работат, еве колку работат. Еврото е во гроб,
фунтата е во гроб, а руската рубља е моментално на едно од највисоките нивоа кое што било во последните 15 години. Само толку им да ви кажам, понатаму вие повторно лажете и луѓето дека санкциите работат. Да, санкциите работат обратно пропорционално. Моментално тие држави што направија санкции, гледате кај се наоѓаат. Значи, сакам да ви кажам што се случува моментално во светот, она што не би го кажуваат политичарите, за жал го кажуваат чертовите. Кој прави санкции, гледайте каде моментално се наоѓа нивната валута. Моментално е помала од долар. Но да се вратиме на самата тема. Оно што сакам да ви го напоменеме, дека сите светски валути, посебно оние кои што се на НАТО алијансата и на овие западниве, моментално крварат поради доларот, затоа што ако доларот и понатаму продолжува да се качува како резервна валута, сите овие држави мораат многу повеќе да одделат сопствениот буџет и да сменат во долар со цел да може да учествуваат во светската размена на трговија, значи светската размена и трговија, така. Затоа, колку повеќе овие држави се принудени да менуваат во долар, толку повеќе нивните валути ќе се намалуваат, а повеќе доларот ќе расте. Проблемот во оваа ситуација е што, ако тоа и понатаму продолжи со ваквата девалвација на нивните валути, ќе се случи колапс на нивните економии, затоа што се помалку и помалку вашата валута расте во светската трговија и вие губите на вредност на сето она што го произведувате. Вашиот бруто домашен производ се повеќе се намалува за разлика од, вредноста на долар која што и понатаму продолжува да расте. Проблемот што е? Во историјата, кога сето ова се случувало претходно, значи што правеле американците? Само понатаму продолжувале да принтаат нова количина на долари, на тој начин намалува вредноста на DXY индексот и се враќаат во нормална како и вредноста на доларот, така и вредноста на останатите светски валути. Сега, во оваа ситуација они не смеат да го направат тоа, затоа што ако сега моментално они повторно се свртат кон принтање на пари, оваа инфлација која што достигна 9,1 ќе достигне многу повисок степен. Тогаш веќе нема да биде инфлација, тогаш ќе биде хиперинфлација која што скоро и да не може да се контролира. И во тој случај значи буквално мора да се откажете и оставите економијата сама по себе да се врати во нормала. Затоа они не смеат сега веќе моментално и да помислат на принтање пари. И сега, тоа е она што ви кажувам дека светот многу ќе страда поради оваа причина, поради тоа што сега дури да сака Америка не може да помогне во воспоставување и во возобновување на економиите на останатите земји во светот, поради тоа што ако тоа го направат, ќе ризикуваат нивната инфлација уште толку да порасне нагоре поради повторно принтање на пари. Сега, тоа е она што ја ви кажувам дека зимаа ќе имаме многу голем проблем, затоа што американците и да сакаат не смеат да принтаат пари. Доларот и понатаму ќе расте поради рейт хајк, затоа што моментално Америка е загрижена за инфлацијата на сопствено ниво, на сопствена територија. Нив не им е гајле дали Германија има газ или не. Нив не им е гајле дали у Франција ќе има јадење или не. А посебно не им е гајле за трето светски држави како нашата, за жал. Каде што дали вие ќе преживеете или не, нив воопшто не им е гајле. Нив им е гајле да намалат сопствената инфлација, нив им е гајле да ги заштитат сопствените ресурси. Се останато може да гори. Затоа ви кажувам, значи мораме да утврдиме топ на биткоин на доларот пред да можеме да разговараме за било каков тип на следен бул маркет или на коригирање на сите традиционални пазари нагоре. Затоа велам дека оваа зима ќе биде страшна. Јас не знам кога ќе успееме да утврдиме дно, но дури да утврдиме дно на цените на традиционалните пари и на криптопазарите, тоа нема веднаш да престане. Тоа значи дека ќе продолжи. Значи дури ако се вратиме на самата анализа на биткоин, секогаш ова е на месечно ниво. Секогаш кога сме утврдиле дно, ние сме се задржале таму. Гледајте. Значи ние 4 месеца се наоѓаме на тоа дно. 4 месеца пред да имаме движење нагоре. Еве во претходниот bear market. Значи гледајте, кога сме утврдиле дно, ние не 4, но гледајте, се наоѓале скоро пола година во овој сегмент на дно. Исто и претходниот пат. Значи кога сме, добро, овдека не можам да кажам, овдека само што почнал, но нели, самата акумулациона, да речам, база ви покажува дека ова поле на акумулација потрајало долго. Значи, она е тоа што ја кажам, кога ќе утврдиме дно, не значи дека ќе добиеме V корекција и во следната свеќе ние ќе бидеме 5000% нагоре. Нема тоа да се случи. Значи, дури да утврдиме дно, ќе имаме време да сватиме дека сме на тоа дно. Што значи дека можеби сме овде, не знам. Значи, не можеме да бидеме сигурни. Но, за жал, зошто јас се сомневам дека не сме на самото дно? Никој не може да биде 100% сигурен, но ова многу е слично на овој сегмент од претходниот bull market. Значи, само да ви покажам за што станува збор. Значи, и овдека имаме на некој начин консолидирање на цената на биткоин пред неизина конечна капитулација, што многу слично моментално е на сегашниот период. Значи, гледајте, значи, имаме пад, имаме консолидирање, значи во овој сегмент,
овде, значи имаме консолидирање на цената, каде што, значи јас бев дел од овој сегмент, каде што ние очекуваме дека ова е консолидирањето, ова е крајот и од овој момент ќе очекуваме движење нагоре. И што се случи? Имавме конечна капитулација која што никој не ја очекуваше во тој момент. Гледате овде, че моментално се наоѓаме на многу сличен период, каде што моментално сме во тој степен на консолидирање. Гледате, значи имаме корекција нагоре, сега моментално се помали и помали се корекциите во овој сегмент, многу слично на оно што го погледнавме во 2019 само момент. Значи гледате, ова поле многу ми изгледа слично на ова поле, каде што имаме масивна корекција, каде што корекциите се помали и помали, односно овој триаголник кој што очекуваме да се скрши на горната страна, буквално отиде во спротивна насока. Значи моментално се наоѓаме таму. Затоа мене ми е страв дека се наоѓаме во тој степен на консолидација каде што ќе имаме конечна капитулација до оние стандардни 80 до 82% на капитулација на биткоин пред да почнеме со средниот bull market. Затоа јас на вистина пред мај 2023 година нема да брзам со одлуки, ќе го наблюдувам пазарот. Ако добиеме масивна капитулација како што очекувам во следниве сегменти од оние датуми кои што досега ги спомнавме, спремни сме да купиме и повторно. Значи како што рековме, следниот треба да го почекаме на 7 октомври за каков е извештајот за работување во септември. Следниот датум кој што мораме да го чекаме е 13 октомври за каква е CPI и core инфлацијата во септември и најбитниот можеби датум кој што јас верувам дека ќе кореспондира со потенцијално дно на биткоин е 8 ноември, а во оваа ситуација 8 ноември представува midterm election или тоа би било во буквален превод на македонски избори во средина на циклус. Каде што значи целиот House of Representatives, кој што таму би бил своевидно е парламент во Америка, значи 435 седишта ќе се променат, каде што повторно ќе се борат републиканците и демократите за тоа кој ќе освои повеќе седишта во House of Representatives или куќата на представници од сите држави, сите поединечни држави во Америка, како и 35 од 100 седишта во Сенатот. Значи и Сенатот и овие House of Representatives се представени од сите држави во Америка, но проблемот што е? Во оваа ситуација, зошто имаме пат на пазарите? Значи секој досега midterm elections, сите досега midterm elections имаме пат на пазарите. Значи секогаш имаме midterm elections во ноември секоја четврта година, односно 2 години од владењето на моменталниот председател, моменталниот идиот на Америка. Значи во оваа ситуација е на секој 4 години наназад од 2022 во ноември. Еве чисто да погледнеме и да видиме што се случувало со стандардните пазари, значи ќе ги погледнеме SPY, само да видиме што се случувало за да погледнеме, нели да видиме каква е корелацијата. Значи ноември тоа ќе биде след претходните во 2018 ноември. Да погледнеме. Значи 2018, гледайте. Во 2018 ноември да видиме што се случило. Гледайте што е, масивен пат на пазарот. Така, масивен пат на пазарот во 2018 ноември. Да видиме што се случило во 2014 ноември. 2014 ноември. Само момент. Значи 2014 октомври, ноември. Гледайте, две свеки со масивен пат во 2014 година во ноември. Еве 2010 да погледнеме. 2010 ноември. Гледайте овде само да видиме каде моментално се наоѓа. Добро, овдека не сме имали голема, че имаме само една свеќа, која што е нестабилна во оваа ситуација. И еве 2006 ќе погледнеме и со тоа ќе завршиме со овој момент. Значи гледате. 2006 ноември и во оваа ситуација не сме имале, но генерално она што го кажува и зошто се појавува ваков тип на пат. Значи во претходните два midterm elections сме имале пат и тоа солиден пат. Зошто е тоа така? Значи во оваа ситуација имаме промена на власта и сите оние моментално богаташи во Америка не можат да знаат кој ќе дојде, кој ќе освои повеќе седишта, дали нивното лоби ќе победи, што значи дека они мора да го заштитат својот капитал. А моментално најдобра заштита на сопствениот капитал е каде? Во доларот. Што значи
дека поголемиот дел од овие бизнисмени ќе ги променат софтверите, што и да имаат, акции, суровини, што и да е во долар, затоа што доларот е многу мала веројатност да ќе падне за разлика од останатите пазари кои што не знаат како ќе биде политичката сцена во Америка во следните 2 години и поради таа причина се очекува пад на пазарите. Значи ова е една од најбитните моменти да речем во оваа ситуација затоа што моментално кореспондира со голем раст на доларот и верувам дека после овие 8 ноември, ја мислам дека многу порелаксирани ќе бидат пазарите, дури да се наоѓаме на дно ќе бидат на некој начин многу по-пасивни, многу по-мирни, за разлика од моменталните што имаме голема волатилност на пазарите, моментално може да видите и сами. И затоа јас верувам дека ова ќе биде негде во прилика сегментот каде што можеме да очекуваме конечна капитулација на биткоин. Затоа јас на пример будно ќе го следам овој 8 ноември со цел да се осигурам дека нема да пропуштиме евентуално потенцијално дно на биткоин и доколку добиеме капитулација на пазарите во овој сегмент, јас очекувам да влезам на пазарот. Еве чисто ќе направиме корелација со она што го споредивме моментално во значи имаме овдека само еден кој што можеме да споредиме, тоест два во 2018 да видиме како изреагирал самиот пазар на биткоин, ме интересира во однос на ноември 2018, затоа што тоа искрено јас гледајте. Значи масивниот пад кога настанал во 2018 ноември. Точно овој сегмент кој што ви го покажував дека можеби овдека ќе добиеме комплетна капитулација што кореспондира со оној моментално кој што гледаме. Значи имаме масивна капитулација буквално на midterm elections во 2018 година и да погледнеме 2016 што се случило, тоа е негде пред bull маркетот, тоа е ноември 2016, само да видам каде точно се наоѓаме во тој сегмент. Да, премногу отидов назад. 2016 ноември. Само да видим каде е ноември. Јуни, август. Значи ноември сме добиле црвена, плава свеќа во оваа ситуација. Значи во целиот овој бран имаме само една свеќа надолу, која што кореспондира со претходните, тоест 14-та, извинете, од 2018-2014 треба да погледнеме, не 16-та, моја грешка. 2014 ноември, тоа ми е страв веќе што може да најдем овде. Гледајте. Гледајте овде. Значи, буквално bloodbath од 2014 ноември па надолу од midterm elections. Што значи дека можеме да очекуваме, на биткоин чартот се гледа дека на вистина делувале, значи јас тоа досега искрено го немав погледнато, јас знаев дека доаѓаат, но не го погледнав тоа во самата анализа. Гледаме дека биткоин многу пожестоко реагира за разлика од самиот SPY и затоа очекувам околу овој датум да имаме турбуленции и тоа негативни, посебно со оглед на фактот дека кај нив политичката сцена е крајно нестабилна. Зборуваме за претседател кој што има Алцхаймер и кој што е комплетно нестабилен, се поздравува со невидливи луѓе на пазар, на сцените кај што се појавува. Значи јас верувам дека кај нив е многу понестабилно дури со ненормалната власт кај нас. Но да не коментираме, рековме дека ова нема да биде политички канал, но едноставно некои работи не може да не бидат искоментирани, затоа за жал мораме да следиме оваа циркус политика која што имаат кај нив и мораме да се коригираме во однос на тоа што моментално го прават они, затоа што маркетите не прашуваат нас, туку се неутрални и се движат во однос на тоа што се случува на економската сцена на пазарот, а за жал тоа е многу поврзано и со политичката сцена, затоа што економијата е водена од луѓе, се додека економијата е водена од луѓе, ќе биде директно инфлуенсирана од сето она што луѓето го прават, без разлика дали се тоа војни, избори, дали се тоа пандемии, дали се тоа, значи било каков тип на глупост што луѓето ќе направат, ќе се реализира и ќе се представи на самите чартови. Значи, оној што сакам да ја покажам за денес, на кратко ги споредиме сите оние индикатори кои што ги имаме во однос на дното, дали се наоѓаме таму на месечно и неделно ниво, гледаме дека се уште имаме простор за формирање на дно, во меѓувреме ги споредивме моментално настаните кои што доаѓаат и само да напоменем уште еднаш, значи моментално каматната стапка за сите оние кои што ги имаме досега собрано, а тоа е 4 по 0,75 и 0,25, значи во овие 5 каматни стапки кои што постепено ги додаде ФЕД е 3,25. Што значи гледаме дека околу 70% очекуваат 0,75 да биде и следната, значи од 3,25 до 4 е 0,75. Значи 0,5 до 0,75, ама верувајте ми секогаш е горната граница, со тоа што имаме
значи 30% дека ќе биде од 0,5 до од 0,25 до 0,5, што јас не верувам, значи 0,5 неверојатно, посебно со оглед на фактот дека кор инфлацијата се уште се движи нагоре. Јас верувам дека се уште додека кор инфлацијата се движи нагоре затоа што истата е многу побитна за Фед, ќе имаме и понатаму големи рейт хајс кои што нема да бидат сигурно помали од 0,75, а се додека имаме рейт хајс ќе има страв. Се додека има страв на пазарот, ќе има паѓање на пазарните вредности и тоа ќе продолжи се додека овој извештај не почне да се движи нагоре, односно невработеноста во Америка да расте, со цел Федералната резерва да се исплаши и да престане со рейт хајкс и да почне да го намалува овој притисок на пазарот. Тоа е се што имаме за денеска, се надам дека уживавте во нашите содржини. Јас сакам да се заблагодарам уште еднаш, значи оној пост што го направив е само за да ви покажам дека вашите коментари се прочитани. Значи вашите прашања најчесто се одговорени, иако некогаш касниме малку затоа што, значи посебно јас затоа што го водам овој дел, посебно околу видеата, сум малку зафатен, значи јас сум менаџер на хотел. Моментално Малта се уште е во сезона, верувале ви или не, значи мојот хотел е 90 до 100% полн скоро секој ден. Поради оваа причина сум доста зафатен, значи јас верувам дека во зимскиот период ќе биде многу порелаксиран да можам да правам поактивно видеа, но во овој момент за жал јас се обидувам што можам поактивен да бидам, да ги одговорам вашите коментари, но сакам да ви кажам дека на вистина цениме вашата поддршка и дека се што сте напишале, се што сте пратиле, ние сме го забележале, сме вратиле колку сме можеле побрзо, но се додека имаме од ваша страна поддршка и интерес за гледање на нашите видеа, ќе продолжиме понатаму да работиме. Како што може да видите и сами, нашата гледаност е од прилика од 200 до 400 гледачи на секое видео, што генерално за YouTube канал е многу мала, но во овој сегмент само сакам да напоменам уште еднаш. Ова го правиме за оние тивките, оние кои што седат, гледаат, учат затоа што немаат да најдат од каде или затоа што ја ценат нашата работа. И поради нив го правиме овој понатаму. Значи, јас знам дека се наоѓаме во bear market и знам дека ово што го правиме јас моментално е многу подценето. Знам дека многу луѓето кои што треба да го гледаат не го гледаат, не знаат колку вреди. Значи, иако јас не сакам сега да качам мојата цена дека навистина знам што правам, можеби јас не знам што правам, но со оние аргументи кои што ги имам, со оние анализи кои што ги имам, со она што го гледам на пазарот, споредувам што гледам и што правам од она што сум го научил. И се надевам дека ќе превземете дел од истото, иако постојано кажувам дека ова не се финансиски совети, ова е едукационен карактер емисија која што се обидувам да ви покажам што уствари ние сме нашле и за возврат гледам од многу од оние кои што споделуваат со нас што они нашле, со цел да се надградиме и ние, со цел да помогнеме на оние кои што не знаат да се надградат и самите себе си. Така да ви благодарам на поддршката. Гледате дека она што немаме огромна гледаност не спречува и понатаму да работиме, значи ја моментално одделив 1 час од своето време за да ви го споделам ова како информација, како она што се случува на пазарот, да предупредам она што доаѓа понатаму. И гледате дека не себично го правиме затоа што за Македонија никој ништо не прави. За македонците никој ништо не прави. Иако ова можеби е малку, јас верувам дека многу од вас го ценат, затоа од македонец за македонец, ако ништо друго можам да го споделам ова знаење и се надевам дека ќе го цените и понатаму и се додека вие го цените, ние ќе продолжиме да работиме. За македонец од македонец ништо повеќе. Ви благодарам за поддршката и се гледаме во следното наше видео и останете со нашиот канал на Криптогемиџија.